Почитувани слушатели, добро вечер. 20 часот и 1 минута, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Шеш беше, емисија за политички сеир. И оваа недела во истиот состав, оваа среда повторно со вас, во наредниве 60 минути ќе пробаме да ви презентираме дел од политичките случувања кои што се случија изминатава седница на територијата на Република Македонија. Се надевам дека ова вечер ќе ви биде интересно. Фудбалот почнува од 9 вечера, колку што знам. Голем поздрав до екипата која што вечерва работи, до Јордан, до Вујко Димитар, Вујко честито, до мојот драг пријател и ортак Ване, со кој што вечерва ќе отвориме многу интересни теми. Ване се собираат теми, почнуваат од џебови да испаѓаат. Да не знаеш што да почнеш и што да кажеш. Па, сем теми во џебовите други немаме, нели? Но да продолжиме ние онаму каде што застанавме. Да. Интересна недела. Вака, ја мислам, не знам колку крунава недела да му ја ставиме на глава за киксови на Димитар Ковачевски, на Бујар Османи, на Појма нема еден куп луѓе, на Данела, на Аџија Пасиев. Ќе мора да најдеме некои 2-3 круни да ставиме, не би осведно не поминуваме. Така, цареве колку сакаш, еден куп. Колку сакаш круни. Ја вака не сум правник, ти многу подобро од мене го знаеш правото, ама ова што го гледам да не интересно приказно се случува на темата уставни измени, нели? Прво премиерот кој што не е избран од народот одеше со една приказна, нели, демек да ќе учествува, мора да учествува опозицијата, па нема да учествува опозицијата, па поставуваат услови како за трето одделение, па ајде ве чекаме во групата, мислам човеков, а ставот е толку конзистентен и јасен опозицијата дека не учествува таа приказна, нели сега да види. Христијан Мицковски. Да, и стабилен како онака што треба да биде, меѓутоа интересен е, кога одевме на овој ме брифираше составов нов на оваа комисија, експерти се така или се партиски представници, пошто ја уште не знам. Земеш да плачеш, составот експерти у наводници, значи така, дај Диме Маранче треба да плаче. Мораш да плачеш, можеш и без Маранче, не е проблем. Нема брат, кај солзи овде капа пами постини. Чисто партиски. Прво, второ, не знам. Не бе, јас се уште не можам, и вртам и литература, читам и барам по интернет да најдам некој дел кај што го пишува. Види, за да почнат уставни измени, за да имаш ти да направиш како беше тоа работна група, оние крсте, како е крсте, комисија работна група. Министерство за правда ги објави експертите кои ќе учествуваат во работната група за уставни измени. Ми скочи. Ти скочи ево. Ај читај ги проектите. Ај читај. Сали Мурати, поранешен председател на Уставен суд, предлог на ДУИ, пратеник во еден мандат на ДУИ. Колку што се сеќам. Ки ги коментираме. Маргарита Цаца Николовска. Застани тука. Кај Мурати да застане. Кај Цаци. Кај Цаци. Значи, Мурат Цаца бил председател на Уставен суд. Така? Да. И сега да се нафати на оваква работа. Мислам дека у стари години нема ќе треба се исцепа, дипломата мора дефинитивно да исцепа. Зашто? Затоа што за да почнеш процедура за менење на устав, најпрви парламентот треба да изгласа потреба од менување на устав. Тоа се работи со 80%. Зошто на Ковачевски му е страв да го пушти у собрание? Да, тоа го вика и лидерот на опозицијата. Не ми е јасно. Дај да видиме што ти е, како ти е. Пред да почне се. Пред да почне се има, значи има почеток, има крај. Почетокот е тој. 80 пратеници за потреба за менење на устав. Потоа собранието, не некои експерти, не знам кој, не Таче, не Ќурки, не Мурки. Значи председателот на собрание, оној Таја Творино, генерал Таја Џефери, треба да свика да направи комисија за уставни измени од редот на пратениците. Така? Доколку заглават со подготовка на амандманите, у тој случај може да побараат консултација од експерти. Така? Експерти, ама кога зборуваме експерти, тука е МАНУ, тука се други многу институции. Во собрание, не ова што го прават владата, што. Ама ова нема, бичикле, нема апсолутно врска со уставот. Со уставот нема врска. Они сакајќи да го менјат уставот, го кршат уставот по сите основи. Значи по сите основи. Председател на Уставен суд да влезе оваа работна група или како веќе ја крстили експерти. Ама експерти, никој не е експерт. Друга работа, онаа Цаци Николовска. Цаца Николовска. Таа беше сестри што ја донесе короната, да, го скијање од Италија. Од Морица донесе директно дека. Човек, па таа жена беше у судот у Страсбург. Да.
Поранеше судија во Европскиот суд за човекови права. За човекови права. И да се нафати на овакво нешто, значи тука дефинитивно уигра се многу пари. Ти убаво кажа, ние сме на погрешната страна. Ама не знам колку се сеќаваш, женава и член на некоја од телата во социјалдемократскиот Социјалдемократ, да. Член на Да. Па мислам дека е Јас го памтам пратеник кога Пратеник. беше. Исто уставен судија. така. Бранко Номовски, најблискиот човек на Бранко Црвеновски промешен уставен судија, синум беше градоначалник во Ѓорче Александар Номовски, ако се сеќаваш. Да. Јето Оне што не излегуваше од кафаните? Да, јето што си вари појма немам. кој Не е знам, го. ја не го знам тоа. Ева твојата најомилена. Ана Чупеска, професор на правен Правен факултет факултет. Јустинијан први. Ова беше во шарената улица. Оваа жена беше у шарената револуција. Имаше напишано, сега ќе ми извинете малце, ќе морам да го најдам. Извинето е, знам дека од мене и од извинето. Бога. Така. Значи, Ајде да видиме. во време на шарената револуција, односно времето кога беше референдум, Така? пише овака: другарки и другари, мора да избереме иднина наместо назадување. Гласам за на референдумот. Не само за НАТО, ЕУ. Слушај го, овој дел е многу. Кажи, Значи од професорка, јас се срамам, искрено ти кажувам, почнувам да се срамам што сум правил. Да чуеме, де? Не само вика за НАТО и ЕУ, туку дека со тоа гласам и за НАСА, и за Илон Мукс, така има напишано. Мукс. Да, Муск. Илон Муск. И за квантна физика и отварање на дилемите за интервенции во ДНК, за лекот против канцер, за социјалната правда и за сите најсовремени достигнувања во светот. Да не бидеме дупка во светот полн со предизвици. Човече, ова го пишува професорка на правен факултет. Професор на правен факултет. Ја морам да ти кажам, 8% морам да ти кажам, не ме ни чуди, брат, више што се морам да ти кажам дека два пати бегав кога ми ја става за испит, морав да бегам, да ти кажам искрено. Значи морав да бегам, морав. После имаш Елена Михајлова, Стратилати, професор на правен факултет. Беса Арифи, знаеш кој е Беса Арифи? Сестра на поранешната градоначалничка на Тетово. На Тетово, и ако ја следеше типкава, имаше колумни 2019-20 и ја снема едно време кога снемајте ута, нели? Нормално. Овакво типкава значи само пишува професор на универзитетот во Југоисточна Европа. Така бе, толку. Да, сега ќе прави уставни измени, каде што во незините колумни многу директно онака како да кажам беа насочени буквално против по мене, ако ме прашаш, уставниот поредок промените, баш тука ги се најде приказна одлично ќе биде. Има некоја Јагода Митревска, професор на Меѓународен славенски универзитет, Марија Пандевска, и пази што викаат. Овие биле демек експерти, сега што читам веста. Сите партиски полтрони од СДС. Не, до еден. И пази уште како експерти ќе им се приклучеле, Рената Десковска, мислам, дај молим те, човече, подпредседател на партија беше на СДС. Министер за правда, министер за образование, таму и она е независен експерт. Независен. За овие уставни измени. Тие се луѓе, уште двајца имаше, не можам да ги најдам сега како експерти што ги предложиле сега. Ама мислам, чекај, Камбовски нели се... И Камбовски, Ама чекај, он нели кажа дека додека не се изгласа потребата за отварање на уставот, дека нема да учествува во Еве нешто сега во моментов. Или се предомислил? Па нешто се случува на Канал 5 гледав, се случува нешто во влада пред 20 минути, наводно го спомнуваат и Владо Камбовски. Не, мислам како експерт во приказна. Од сам старт го спомнуваат. Сега не знам, немам информација за Камбовски, од сам старт го спомнуваат него како експерт од Ману, меѓутоа излезе и даде, за мене беше многу јасна и концизна оваква изјава. Кажа човекот дека додека во парламентот не се створат услови, односно не се соберат 80 партеника кои што ќе изгласаат потреба за отварање на уставот, така тој нема да земе никакво учество во никаква комисија. Дури отиде до таму да каже дека парламентот, тоа што го кажав и пред малку, нели, дека треба да си направи работна група за уставни измени, спремање на амандманите, доколку заглавот тој е спремен да влезе и да помогне. Така. Добро, ако ќе видиме утре. Така. Меѓутоа,
познавајќи ги сите овие, мислам познавајќи ги не лично, Да. бекграундот знаејќи ги на сите, не ме чуди веќе да го има и мислењето да го смени. Тоа мислам нели тука Текна како му беше ставот едно време за промена на името, па како ретерираше, па го Па не само што ретерираше, туку беше и активен учесник у кампањата за промена на името. Абе, дечки, вие што сте во оваа работна група и што правите цела работа, абе, викнете си проверени кадри што сега. Земете си го Фрчко, вратете си го од Њујорк, тој. Абе, Фрчко е го Пендаровски, онака ништо не работи. Пендаровски, нека направи. Ке завршат работа и готово што. Ги бламираат луѓето, але ги бламираат луѓето, мислам, и они сами се бламираат. Мислам, толку ниско падна што Добро. да ти е срам да читаш и да Добро, слушаш. овие луѓе се бават со право, така. Да. Добро, свесни ли се дека еден ден ќе помине нивниот мандат, сите ти останати работи, дека нема да има кој да ги штити и дека ова што го прават, јас не можам да разберам некој да си работи контра во својата професија. Значи, тоа ти е исто како фудбалер, сам од иста екипа сам на себе фаули да си прават. Мислам дека се Сам на себе клиза да го направи тоа. Автогол како мислам дека се свесни меѓутоа и покрај тоа они се и мислам не знам само дали се свесни каква штета ќе направат на државата. Уствари каква штета прават. Тоа е крајот на вакви приказни. Затоа што Ние ќе треба да се рестартираме од почеток, не така ми се работа. и дупли рестарт ќе треба да се прави. Рестарт со рестарт. Ој, не сум правил, не разбирам, ама ова. Нели прошлата емисија, минатата емисија разговаравме малце на оваа тема и ти кажав некои работи. Значи не е само дали ќе влезат бугарите како бугари во македонскиот устав. Имаш и од другата страна која ја следи сигурно политиката на на источниот сосед, според учебниците е западен, Бугарија. Договориха се дека ќе се договорат дека ќе имаат председател. Не, избра денеска избра. Честито на телевизор во Бугарија, ајде. Од ГЕРБ. Браво, Избра денеска, да. Денеска заедно избра со овие на оној што беше премиер, неговата партија. Петков. Да, читав нешто денеска. Да, денеска избра, избра денеска, конечно избра. Меѓутоа дали ќе направи влада, тоа е веќе сосема нешто друго. Влада не прави, сигурно. Меѓутоа што ми беше поентата? Значи ако ги следиш изјавите, знаеш, се обидуваат истрошени новинари кај нас, како оној Иванов, што ја мислам тој Иванов дека спие по телевизиите, не си иде дома. Секојдневно го има, уште фрижидер да отворам и да ми излезе Иванов, кој? Иванов. Па оно е, како Зоран Иванов, да. Издишането е скроз, брат. Меѓутоа, знаеш, види, пази неговата теза. Абе, вика, што е важно, што кажал председателот на Бугарија. Пази, што е важно, што кажал... Ништо ми не е битно. Не бе, председател на Бугарија, што е важно, што кажал. Ама знаеш што е уште полошо, си скока сам во уста. Кажат нешто Бугарија, вие трчаат да ми излезат во преса. Да, точно. Меѓутоа, овој... Перверзија. До без... Само извини, мала дегресија. Добив замерка од неколку наши слушатели дека не сум бил сериозен на емисијава. Емисијава е несериозна, драги мои пријатели, за политички сеире. Треба да се смееме. Повели во. Значи, председателот на Бугарија излегува и сега ја менја тезата. Да влезат бугарите во македонскиот устав, да влезат македонските бугари. Значи, формулацијата е многу... Значи има македонци. Македонските бугари. Ние сме македонци според бугарите, така. Па не, најверојатно ако успеат, види, ако успеат у тоа, значи сите се македонски бугари. Тоа? Сите. Што се случува после тоа? Сичките се истакора. Денес се слушав председателката на комисијата за образование од ВМРО ДПМН Весна Јаневска, чинам беше. Беше гостин во една емисија, дебатна. Зборя за околу образованието, зашто немало книги, како па кажа дека дури историја за 600 деление немало да има. Немало децата да учат историја у 600 деление. Да, ама тоа проект 3 години уште време. Да, меѓутоа сега го финализира. Да. Сега го тој проект почна од Мила Царовска, нели? Она го тераше тој проект. И сега идат у финална фаза. Меѓутоа, каже и една друга работа, Весна Јаневска каже една многу битна работа. Без историја. Ти се трга од историјата. Да ги видиме причински последичните работи. Во последно време, каква ни историјата? Значи, дали имаш прочитано што да се срамиш.
Де Самуел бил заеднички, де Петко бил ваков, добро дошле, де... Пази, комисијата, историската комисија што е политичка, значи избрана од од политичарите од Македонија и од Бугарија, седнале на маса и зборат и сега оној академикот на Зоран Заев што го направи академик, Кој е тој? оној што е копредседавач на историската комисија од Мислам, Зоран Стрмичанец. Заев го направи академик, ќе падне. Уште тоа фали. Ти ќе прекинете Па ви, емисија. ништо чудно. Ќе мораше димно да оди до тоалет да земе на канта со вода. Ништо чудно и тоа да се случи брзо време. Не знам како се викаше тој историчарот. Не сега. Не битно. Не битно. Не, и не е ни битен, значи не е толку битен као лик за да го памтиме. Се договорил за заедничко чествување. Односно дека сме имале заедничка историја. На што те асоцира заедничка историја? Заедничка историја можеме да имаме ја и ти како македонци. Меѓутоа, абе пази, Имаме у заедничка Америка, историја како у не- Америка, Имаме ваташан е заедничка историја со нив. Тексас. ЦСКА, Абе, Македонија Тексас и Калифорнија се две држави у Соединетите Американски држави. Нема заедничка историја. Значи Калифорнија има незина историја, Тексас има незина историја. Да. Како држави. Знаеш дека бил 6 години независна држава Тексас? Кога се отцепило од Мексико 6 години. Да. Дури сега и знаеш сигурно дека од 70 и не знам која година Тексас прави постојан притисок и уште бара независност. Да се ја врати независност. Најбогатата држава, Се е да. таму. Остави ги на страна. Дека не се кача. Значи, да не се закача, да не се чевка со нас. Значи, лошо ги си помени. Тен лошо ги си помени. Со влегувањето на бугарите во македонскиот устав се отвара еден куп проблеми. Ке барат училишта На български. на бугарски. Ке барат у институции процентуално застапеност за бугарите за вработување. Тоа за колку луѓе се работи? По пописот се 3504, меѓутоа Добро, ние джедаите 4000 што сме Македонија. а ние античките македонци што Ние сме джедаи антички македонци, ние ги бараме. играат на една друга карта, многу перверзна игра играат и мислам дека они знаат точно што прават. Бугарија има надворешна политика, Ние немаме да вршим. ние немаме, Немаме. за жал, а он има страшна надворешна политика. Се попишале 3000 кусур бугари на последниот попис, што не го сметам за меродавен. Меѓутоа проблемот е друг, што луѓе кои што ваделе пасоши. Знаеш, утре секој ќе си рече што има пасош, нели бугарски, а ги има негде 780.000 има. Кој заради возила купување, кој заради работа во странство, еден куп работа, не навлегувам зашто ваделе ова. Меѓутоа, со Работни визи сега. тие така, работи меѓутоа се- ти рачуни дека 70-80.000 они може да ги користат у секој момент. Да, ама И со друга политика работа, што ја водат, субтилно, не, веќе субтилно полека, значи они нигде не се брза. може да проба да ги уценат, бе, не. На Нека ќурка, промена во закон така, нема да на речат. ќурка му се да. брза, на бугарите не им се брза. Ке си влезат полека у устав, Аз ќе почакам како ви кажете. ние ќе си, така е. Го знаеш пицата за тоа Живко? да, Знаеш, го така? знам. Ти го кажувам. Да. Од година на година, види, кој ќе има бугарски пасош ако гледа дека екзистенцијата му е тука. Да. Кај ја имам бугарски Тоа пасош. само знаеш, мисламе на друга работа дека тука многу ќе се лизнат бугарската официјална политика во контекст на оваа работа која што кажуваш, или на една бандера таму има 27 македонци што се водат на адреса. Па Со види, бугарски у пасош доле, банда или трафатаница што беше? Кюстендил, ја Што знам беше? зградата има станот е од 38 квадрата и само од крато можам да ти кажам дека има негде околу 300 што имат извадено. така. На ист адрес. На ист Луѓе адрес. од почнаа да ги водат бугарскиот пасош негде околу 2005 година кога влегал во Европејска унија, Так, нели во целата так, таа так. приказна за работни визи за Без визен режим која возила да возат, нели, овако, како што се поместува работата, ние више немаме, нели, визи во Македонија. Так. Следната работа, она што го знам, е дека на Македонија ќе порва на некаков начин да се амортизира целата неправда што и се прави со тоа што ќе се дозволат работни визи на македонците. Пошто е Косово вчера доби исто безвизен режим, без гласање. без гласање, Без да, гласање. без гласање, а кај нас Значи, беше колеш. кај нас Кај беше- требаше да во целата работа, така да ова бројка од 70.000 и да пробаат да ефектуираат нема да биде не повеќе од 1000 бугари во Македонија од причина што прават цело време контраефект со политиката што ја водат. Значи не сватија дека со наметнувањето на приказна
дека сум ја поголемиот батко, ти си помалиот, ти сме не знаеш ништо, треба ова да ти кажам, ова да ти направам, создаваат само еден анимозитет кај македонското население овде кон официјалната политика на Бугарија. Не зборам за бугарите, значи зборам на официјалната политика. И ја исто на Бугарија. зборам за официјалната Бугарите имале политика. квалитетни политичари во историјата кои што имале добри односи кон Македонија. Значи Желју Желев, Георги Димитров, тоа се луѓе кои што имале. Ама у последно време излегуваат и кај нив излегуваат професори. Мислам, едни професори и у Бугарија и во Грција. За жал види, кај нас темата, знаеш сигурно, исто таква комисија имаме и со грците. Меѓутоа не се експлоатира таму, па не знам што се работи. Таму се кјути, таму е се скриено, таму ништо. Овдека знаеш притисок на јавноста. Добија нешто си го сака да откажете со античката историја беше. Меѓутоа работа, ама имаат уште имаат комисија, имаме заеднички исто како со бугарите, имаме таква комисија со Грција. Али мъчат. Таму се ќути. Таму се ќути и тоа меѓутоа излегуваат професори. Баш не читав заборав името од Грција, професорка на историчарка. Така? Солидни историја. До кога вика грчката влада ќе се обидува или ќе се труди да ја замајува Европската унија и да лаже дека македонци нема. Македонци имало, има и ќе има, и македонците се посебен народ, немат ништо заедничко со грците. Че почне и таму да излегуваат. Интересно во Грција. Да. И во Бугарија исто се случува. Па и учебник некој не се појави. Меѓутоа ти да имаш заедничка историја, тоа води кон еден народ во две држави. Тоа е животната желба од Сан Стефано наваму на руска Бугарија да владее со Балканот. За жал. Не само ние, а и овие нашиве. Ама не може да го... И друга работа. Сега спомна Сан Стефанска Бугарија. Влезат ли устав, ќе ти барат да го славиш, да им даваш твои пари, што ги плаќаш како даночен обврзник. Да го слават 3 март. Денот на Сан Стефано. Ама тој им е државен празник, тој празник у Бугарија им е државен празник и ден денес. И ние сме биле денес. русофили, бе, брат. И да, ние сме биле русофили, човек. Русија ги создаде, ги измисли, ги направи. И гледа како паметно им игра Радев цело време, дека нема парламент, не дава оружје на Украина, немам право ја парламентот, таму. Умрени по Русија се. Да не се враќаме на муабетот. А иначе, кога сме веќе кај овие наши политичари од албанскиот политички блок, тргајќи нели од министрот за надворешни работи Бујар Османи, првиот премиер, така ќе викаме другиот. Да. Господ Груби и останатите не сваќаат дека следни ако им успее по некој чудо, мада ја не верам дека не може да им успее на бугарите да го асимилираат целиот македонски народ, пошто никога во историјата тоа не му успеало никогаш. Значи јас сум сигурен дека дур чука срцето на последниот македонец, жива е Македонија, постои Македонија. Така е. И секогаш постоело. Тоа е повеќе. Во историјата многу пати сме губили државата, меѓутоа народот не сме го изгубиле. Така е. Својата самосвест и сите тие останалат. Не се свесни овие дека се следни. Значи, сега се дешава, не знам дали знаеш, во Мала Преспа, во гора, ваму таму, паќаат бугарски екипи кои што ги прашуваат локалното население кој што македонско, нели, во целата работа, што има потреба, што ви треба, па вода да избушетени, па одат стипендии им прават. Бугарите не се свесни дека следните кои што ќе пробаат, нели, да им се наметнат се албанците на Балканот. Само таму има многу еден феномен кој што го поздравувам и почитувам, многу се итри тие наши македонци кои што живеат таму. Земаат се што ќе им дадат. Освен учебници, значи учебници не, а друго пари, такви се земат, меѓутоа после тоа излегуваат. Мала Преспа не живеат бугари, од секој живееле македонци, етнички македонци, кои што говорат на чист литературен македонски јазик. Тоа го кажуваат они. Да. Ако ќе прашиш некој бугарин кој не обавет бугарски град, устартик Охрид. Охрид, да. Да не ви станали ти стрико сега за Маметов. Па добро сега. Има една интересна анекдота, вика 43-та година кога капитулира Италија, фашистичка Италија на Мусолини, нели границата била Групчин. Да. Помеѓу Скопје и Тетово. И вика кога италијаните се отишле, Групчин бил под италијанска контрола таму, нели, Тетово гостивар. Вика кога си отидоа, вика италијаните кога се повлекоа, се расшири низ Тетово муавет дека доаѓаат бугарите. Нели бугарите биле тука. Вика целото албанско население кој што живеело во Тетово 7 дена се качило на шарење и се симнало од страв. Значи од бугарите. И сега тие другари, пријатели, сојузници. Најдобри пријатели, Со кого сојузници? Ќе видите. Но тоа е тоа. Иначе кога сме кај Бујар Османи, интересна недела има човеков. Слушам нешто кривична, нешто. Да, пак демек ВМРО
ама не отиде со, нели, став дека Бујар Османи го прекршил законот за употреба на јазици, дека на една пресконференција со шпанскиот премиер или министр за внутришни, не знам кој беше, министр за внутришни Хозе Мануел Алварес Буено, не се минјава шпанци, кој се заборавиш, вака зборувал, говорил само на албански јазик. Значи, и после тоа неговата реакција дека секогаш се обраќам на двата службени јазици, немаме ние два службени јазици, еден јазик имаме, кој што е во Обединетите нации признан сите тие останалите, министер за надворешни работи се, шпанец, замисли каталонски да му се обратил, потоа немаше се врати у Шпанија. Не. Или баскиски да почне да збори онака човекот, потоа немаше се врати у Шпанија. Никога го крши уставот кој што сака да го мена. И што е најинтересна работа, Официјален јазик за меѓународна употреба, значи за сите делегации е македонскиот и никој друг. па да го прашам на кој јазик студираше ве човече, на кој јазик се образуваше. Друга работа што сакат сега Зашо на оној Пендиков кој отиде у Бугарија не му се обрати на два јазици? со менјањето, знаеш дека еве сега и они сакат нешто као да ќарат, не знам што сакат да ќарат затоа што живеат у Македонија, ве не живеат у Албанија, не знам, не ми се јасни, меѓутоа ајде. Сака да го тргнат оноа 20%, нели 20% за употреба на јазиците. Ето, толку многу си го присвоја тоа 20%. Тоа 20% не е за албанците само. Тоа 20% и за турците, и за ромите, и за власите, и за србите. Значи народ кој каде што има повеќе општина во која што живее повеќе од 20% население. Точно. Сега нешто Се интересно. срби на пример има по Кумановските, у Куманово имаш повеќе од 20%. Имаш така? три општини во две општини во Македонија што се тројазични. Така е. Чучеш сам да зборат и албански, и српски, и македонски. Ама толку многу си го присвоја тоа кој само се и што да се избрише да се избрише 20% и да се пише албанскиот јазик. Значи, кажи ми, еве има у СДС има од другите националности, нели? Така. Не се само македонци у СДС, има и бошњаци, има овак. Како со кој Не се грешка, нема македонци, северџани се тоа. Да, и тоа су прав. Не се македонци. Со кое лице ќе излезат пред нивните гласачи и ќе им кажат зошто гласали и зошто тие 20% се избришат. Киро зато црвените леци ќе се појават, нели сега ќе решат. Тие ми личат ко оние за титани што ги носеле елеците за штруфови. Абе страшна работа. И пази, што е интересна работа, Бујар Османи, значи го злоупотреба Министерството за надворешни работи, праќа ултиматум да ВМРО ДПМН, ако не се извините за ова, уште 36 сати, 24. И поминаат тие 24. Ама и 24 помина и 36. И сега бараме денеска на излегуваат часовници. Ја гледав часовници ми излегуваат за продажба. Што би рекле да не мој се мало? префрлени на овие мукла. И вика мукла, ги нема. Да не се имаат префрлени у трговија. Не знам дали се префрлени. Не ми излезе. Мислам ова сериозно ти го кажам. Така? Отварам сајтот на МНР и излегува продажба на часовници, рачни часовници, човек. Па тука изгледам бил моментот 24 часа, нешто часовник ваму таму да се најде умаветот. Толку сме значи за нигде ние. За не разбираме целава работа. А не го разбираме човеков дека немаше време да се појави на суд прошлава недела, министерот за надворешни работи, каде што обвинет, нели? Ама ќе се појави, ќе мора да се. Ќе мора да се појави, се отвори дело, па не знам дента да видиш пропагандата каква беше многу интересна. Демек нема дело за Бујар Османи за шова да биде вака така. Да, они се безгрешни, они 20 години. И најинтересни ми се кој ќе кажат вика режимот кој што владееше 11 години направи катастрофа. И тоа го изјавуваат функционери од ДУИ човек. Што бил министер пратеник по целата таа работа. Директор. Да, режимот е. Па, праша го што е режим? И кај те гледа вака благотелечен, нели? Со еден интересен поглед. Не се префрли на ражнич да не помисли. Не благотелечен, вака не се мисля. Демек што правиме муаве, дечки не разбираме. Само да го прашам Вујко Димитар дали да пуштиме се реклами? Да пуштиме. Ајде Димо, терај. Понатаму, по рекламниот блок, се враќаме повторно во студиото на Радио Лидер, на 107,4, где сме на средина од денешното издание на емисијата. Отвараме нова тема. Не нова тема, ова е топ тема, ова е интересна. Што се случува со коридор 8, 10, 10D. 10, што имаш еден ти текнува еден клип што го пушта по интернетов, оне кој објаснува пато масовно регионалниот на цело село, кој објаснува масовно. Ова ми е исто прича, истата прича, некако ми е исто. Ова нема у Белград. Само парите ги, што има ново. Тебе ти се специјалност овие. Ново тоа што сакат да протуркат нешто, мислам смешни ми се. Значи смешни ми се.
го гледав оној Малиов љубовникот на Кој? оној што многу го сака потпоролот на ВМРО на Стојковски, но оној Каевски. Го Is гледав? this love? Како пее оние White Snake, бе. А на дебатна емисија, ама не да беше црвен, не да беше со Миле Левков, ама не да така. беше црвен, не да му црвенеа ушите и не знаеше што образите? да... и се... Као наш бинго, исто. Исто. Така, Може да добре. замислиш цела емисија, цела дебатна емисија една иста. Ме зачуди онаа Морачани Така? против него. Комплет против Кога него. сме кај тие против Его Димитровски, оној што беше од Демократски сојуз, заменик министар што беше Да, Жоро, да. генерален секретар, Да. што име, сега ми скочи вест, 3 секунди нема. Вика, Ковачевски ни говореше дека ќе увезат работници од Тајланд и Виетнам кои ќе работат како мравки. Како мравки ќе работат. И уште една работа, вика, од терен добиваме информации дека се формира конзорциум од мали градежни компании од Тетово, на кои веќе им е сугерирано од Артан Груби од компанија дека ќе добиваат бизнис Уште еден криминал, уште еден криминал. Абе, Уште еден кај бевте до сега, бе? Уште еден криминал. Павле, ало, што правевте? Повторно кршење на правото. Така? Повторно кршење на правото. Подпишува договор со Бехтел и Енк. Така. Значи меѓународен договор. Кој што велат дека е класифициран и дека е доверлив. Прво, Да. класифициран договор или таен договор помеѓу градежни компании или странски компании и држава Република Македонија не постои управа. Нема. Значи тоа сами си го Има измислили. доброто да го абсолвираме тука што нема. Значи тоа сами си го измислили. Знаеме тоа класифицирана. И да е класифициран. Се знае кога се класифицира набавка на оружје, на некои други работи. Ама толку заглавија ване со вас. значи, Заглавија, знае зашто заглавија? Ама Затоа што пола и повеќе од пратениците и од Да. опозицијата имаат сертификат за безбедност, кои што имаат пристап до класифицирани документи. Ама и друг момент еден вака, значи, кога се прават вакви работи, искуството негативно овие 30 години во Македонија покажало дека секогаш далаверите на овие големи тендери кога се прават во анекс договорите. Овие толку изгледа ги имаат напумпано тие анекс договори, каде што немаат веќе простор тоа да го прават избега. И сега негде дај удри, уприказна овака народски кажано, Да ја удрија, ама ја ќе ти кажам и друг податок. Имат направено некоја анализа, анализа за реално колку би коштале тие два коридора, значи 8 и 10D. Проценката е дека е околу со експроприација некаде околу 650 до 700 милиона евро. А на нив стартната цена, не, експроприацијата ни е на нив плюс, а на нив стартната цена им е милиарда и 300 милиона евра плюс 300 милиона за експроприација. 45% од земјиштето што се наоѓа на трасата, пази колку се, види колку се, мислат дека се многу интелигентни и многу паметни. Немаат проект нити за коридор 8, нити за коридор 10D. И велат вика ќе се гради километар по километар, ќе се прави како се прави, нели, првиот километар проект за километар и после сета. Види у кој криминал влегуваат. Значи со самото тоа кажуваат дека Александар купил земјиште таму, го прават првиот километар што поминува низ моје земјиште, а што сум го купил, а веќе е јавна тајна и сите го знаат дека високи функционери од СДС и ДУИ го имаат откупено приватното земјиште. Трасите, што не ги знаеме. Што не ја знаеме трасата, ама очигледно оние знаеле точно трасата кај ќе поминува. Така. И сега ако го купиле по 70 денара по евро, нели, овако, а ќе го продават, ти кажав, некои пресметки што правевме со Богдан, не да излегува околу 97-98 евро од квадрат. Чубаво. За 1 евро го купуваш, за 98 го продаваш и така. Меѓутоа, има толку многу замки, самите си имат постојано толку стапици, што мислам дека не можат да излезат од него. Така, да, пева и Трифун Костовски. Еве го Александар Николовски, подпредседателот на ВМРО ДПМН не вика. Овака вели: Груби и Ковачевски на Бехтел и Енка ќе им исплаќаат пенали од 100 милиони евра ако не го променат законов за работни однос. Пази сега, излегува Димитар Ковачевски, ќурка, и вели па што вика, и до сега вика имаш у нашиот закон, и до сега у нашиот закон има за прековремено работење за повеќе од 40
од 40 часа работа. Меѓутоа изгледа го нема прочитано, па затоа сега ја ќе се обидам Ама малце. колку знам јас на една недела може 8 часа да има максимум плюс така. Меѓутоа има друг момент. Сега, Инаку, во време и Трифун, еве го, Костовски бившиот градоначелник на Скопје, што не е член на опозицијата, Так. вика: се сомневам во законитоста на договорот што владата го потпиша со турско-американскиот конзорциум Бехтел и Енка за изградба на коридорите. Според Костовски, јавност има право да има вовид во овој договор. Вика, и многу интересен насловот, вели, таткото на Енка е мој пријател и е почесен граѓанин на Скопје, но за Бехтел имам резерва. Човек што беше носител на листа на СДСМ. друг момент Производни има единица. многу битен у тој закон што го за нели за работни односи, што го кажува Ќурка и вели дека постои, да, постои. Меѓутоа тој закон е дециден и вели овака. Може да има прекувремена работа, да, но не повеќе од 190 часа во годината. 190 часа во годината, тоа ќе му дојде по, како што ти кажав, отприлика 8 часа неделно плюс. Максимум. Така. И тоа тие И се има плаќаат, сега, нели, имаш екстра се тука нели плаќаат. од членот законот, кој закон е член 117, па имаш алинеа 1, работникот е должен на барањето, сега да не го читам целиот закон, работникот е должен на барањето на работодавачот да врши работа преку и тука е Така. строго дефинирано во кои услови и за кои работи може да има прекувремена работа. Да, апсолутно. И друга работа, бе, јавно прашање до Димитар Ковачевски и Ќурка. Добро, Ваня. Ако го има законот, ако може да се работи повеќе, нели, прекувремено, зашо има потреба од менење и внесување место 40 работни, 60 работни часа? Абе, зашто место 10 луѓе 15 не запослат? Ама зашо на крајот на ама криштата? не, зошто место една да нема две смени? Абе, па тоа ти викам, значи зашто место 10, 20 луѓе од 10 смени гледат? Така. Да плаќаат и побрзо ќе се заврши работата. Така е. Не, нешто е многу матно. Па ќе види, ти да работиш и Каевски, го спомнав, нели, преска, у таа дебатна емисија вели, па добро бе, вика, кој сака нека работи, кој не вика, не мора да работи, вика, никој нема да биде присилен да работи. Дојдат виетнамци, Не, вика, не, што ја би вика, го како прашал вика. Каевски дали има фатено копач и лопата на плюс 40 степени, кај што немаш сенка, кај што нема кај да се скриеш, или на минус 20 степени. Да бидеш, да стоиш само надвор, не да работиш. Да. Ама детево е милионер на непуни 30 години, не е околу 3 милиона, 4 милиона. Комунизмот не лаже, а ване дека треба да одиме на работнички акции да придонесеме за државата и така на 40 степени копавме. Така бе, така. Канали, Знаеш како манали, се сите тие знаеш како работи. се копал. Да. Знаеш, првиот, вториот, третиот ден веќе Толку си у стационар. У стационар. Те нема. Те нема, има да те нема. Затоа иде на една траса, иде по бригади од цела бивша Југославија. Ете, тоа е, ќе видиме што ќе се Абе, случи. страшна работа, страшна работа. Кога сме га страшните работи, Не, само да завршам темова. Ајде, повели. Мене ми е многу симптоматична, искрено прв пат ја спомнеме, меѓутоа многу ми е симптоматична и не знам која е целта, може би има друга е позадината на амбасадорката на Соединетите Американски држави. Да толку многу се појавува на тие настани, баш на тие настани кај што се промовира изградбата на коридор 8 и коридор 10D. добро, види. Види, има две варианти. Или жената е толку паметна, па прибира информации, за да на крај ги распука, или ќе биде, слушай ми го мојавето, запамти го и датумот, значи или ќе биде првата Демо амбасадорка, пиши 19.4. првата амбасадорка, 2020. не знам у други држави дали била, меѓутоа во Македонија првата амбасадорка на Соединетите Американски држави која ќе одговара кривично по американските закони. Не знам, Во Америка. не се разбира многу дипломатија. Страшна работа. Но Страшна она работа. што го следам деноиве, нема да заборавиш дека една од фирмите американски, она треба да се појавува. Во секој случај треба Види, турскиот- тоа е приватна фирма. Не, Александр. секако, ама се работи за да, како ти кажам, за огромен капитал, баш приватна фирма која што она треба да ги заштитува правата на незината фирма што е од Америка, тоа е многу нормално. Ама не е нормално, јас мислам дека Ама не е се уште- нормално овоа да го работи. Јас се уште мислам дека господијата Агилери ја испитува состојбата што се случува во Република Македонија. Затоа реков има Знаеш што две ти кажам, варианти. не е толку неискусна од причина што ти кажувам дека претходно работеше во Македонија. Знам. Колеги бевме, она беше портфолио на Так. Американската амбасада, јас бев на политичка партија и не е толку наивна, ги знае добро состојбите во Македонија, иако онаа големата слика изгледа многу лоша. Еве, како на дополнување на ова што го збориш ти, пред 2 часа, например, Дейвид Гир, овој што е амбасадор на Европската Унија, вика
Реформите за борба против корупцијата во земјата се на загрижувачко ниво, бидејќи институциите не ги спроведуваат препораките кои произлегуваат од стратегијата за борба против корупција. Пази ова Европска унија. Види, ама ти како потпорол ја знаеш суштината што е, мислам, загрижувачко, што значи зборот загрижувачко. Да, тоа значи. Че не ќе да биде толку, да не е вулгарен, да не е овако, значи знаеш. Сака да каже не правите ништо во превод, учествуваат во целата работа. Да не се лажеме, да не се лажеме. Така да ја, овие луѓе не знам кога ќе се смени власта, што ќе им се случи, ама кога веќе правиме за делови на промена на власти на луѓе кои што ќе им се случи, уште една лага падна во вода на Данела, нели? Данелчето? Се потпиша фино, Се лепо. потпиши и тоа со германската, таа што, нели, со германската, ако не се лажам. Германска фирма, да. Ама ни, види, сега да беше коректна, да си беше секако што треба, сега имаше да има и пресови, да има и прослави, и ќе шеташе по скопскиве улици и ќе се фалеше како еве, нели, направиле како го. нешто Зоки шета сега вторден. Со секретарот се појавува на Меѓутоа, женава сега, ама ништо не се пофали, бе. Епа што ќе се фали? Не се пофали. Што ќе баш ги рече? Ја баш ме интересира, сега го чекам директорот што беше на кој нели Перински, На водовод. на водовод што беше, Што го смени заради што го договорот. смети заради договорот, заради рачињата во медот. Баш се чудам и баш чекам да видам што ќе преземе, а мислам, познавајќи го лично Златко, мислам дека ќе биде интересно, ама во основен суд еден. Да, Златко е дете сладко и ќе И тужи ја може мислам би. дека ќе биде интересно во основен суд Скопје еден. Кога сме веќе кај судовиве, судската полиција и сите тие останати работи овде кај нас, интересна недела, ствари интересна недела, интересен месец се случува на Назад во Идризово. Интересен Не знам дали пример тоа што се случува, нели? Прво тунелон беше, па го сменија директор 3 дена човекот што беше. Да. Па после тоа се случува во една недела да ги запалат возилата на директорот на затворот и на заменик директорот. 4 возила на се затвор. запалени на затвор. Не 2, 4. И целата оваа една констелација говори дека нешто не е баш како што треба, или некој нешто ветил, или некој нешто земал таму, после тунелот кога се случи, па сега нели Се им крка. праќаат, као сакаш да кажеш, се им праќаат пораки. Да, и што ми Онака беше предупредувачки најсмешно пораки. овој заменик директор на затворот, види ли изјавата? Овде веќе не е сигурно се живее во Македонија, размислувам да ја напуштам, човече, еј, Тој заменик. сега последно што ја запалија службено пасатот. Тој го изјави тоа. Баш не е било сигурно се живее А во пази, Македонија. директорот на затвор Идризово му го дал службениот пасат, службеното возило, Така. да го користи и по завршување на работно време, затоа што му наредил у секое време навечер да отиде да види што се случува во затвор Идризово. Па добро, ако сакаш да бидеш вака конспиративен и да прешни лепо, паметно да ги менуваш возилата па да не знаат. Не, баш со пасатот. возило ќе дојдеш Да, таму, така, е, ќе се паркираш пред капија со и 300 никој не камери, да, не, заменикот не е заменикот. Не да го замени. А Бог да Уште чува. да го салуте да му направат да го испоздрават. Иначе по мене Ване се зборевме емисија, ама по мене најглупост на неделата, мислам дека е број 1 онака. Според мене, може нема да се согласиме сега тука. Е причава приказнава која што последниве 2-3 дена се случува со Тајван. Јован Деспотовски ми е вака многу близок пријател приватно од времето, од секогаш. И не очекував искрено дека ќе влезе во една ваква приказна со од Тајван, имајќи го искуството од 99-та година. Значи јас ти сме современици на тоа време на таа работа. Да. Дента кога таа милиардата, нели позната на Циле ќе влезеше во Македонија, кога Република Македонија го призна Тајван, територија за која што никога во светот ја нема 6 или 7 држави смешни. За која што работа Кина даде вето во... Не, знаеш што се случи? Се случи на многу интересен момент. Не знам колку се сеќаваш. Другиот ден кинеската амбасадорка излезе на телевизија кога се постато мафташе, нели за тој договор, и после се случува ти што го кажуваш, ставаат вето Обединети нации, умпре да ја тргаат од македонската граница И се случува тоа што и се случува од Косово Македонија приливање на целата таа работа. 150.000 колку беа. Сега се случува истава приказна, значи дежаву. 1 милиарда пак е во спомнување, пак е фирмата мислам не истата фирма тоаш, нели ЈГО, 3900 нови работни места од повеќе области, значи овие сега од Тајван, од другиот крај на планетава што се вика, поминуваат еден куп најсиромашни земји по Азија, таму Африка, ваму, таму каде што може да истава работа да работат за дупло помалце пари. И од каде ту по Македонија, тука негде во Европа, овде и пази најинтересната работа. Стабилноста на државата и достапноста на работната сила беа важни причини за инвестицијата. Вика Ванг од Тајван.
која стабилност на држава, ако е нешто најнестабилна држава моментов сме. Уште да каже дека Достапност на работна сила. Уште да кажеше дека уште да кажеше дека и правниот поредок е на завидно на високо ниво, дека сме што да каже човек? Швајцарија умало. Да, што да каже А човек? пази му изјавата на Деспотовски веќе кога го спомна него. Вика, очекуваме до 15 милиона евра годишен приход од капацитетите на Јагео. Чекај па сега не ли Е, се... сега овак, мислам, 15, очекувале 15 милиона евра. Колку што се сеќам, Мепсо пред некој ден отпиша 14 милиона евра долг на 4 фирми. Па ето видиш. А ово очекува 15 милиона Добре, приход. бе, да покрие. А и плюс ќе бидат 1 милион, ќе бидат плюс. Како вика на тесна кожа, 1 милион плюс, а? у духу с традиционалним пријателством с нашим братским тајванским народом. Нели како сингапурќани ги викаше ние другите. Да. Вот и што и со тајванци ќе биде. Ја мислам дека полека доаѓа времето, она легендарна што му е на оној како се викаше од Белалажа Сречко Шоиќ. А, да. Сречко Шоиќ. Милан Другови и другарице долази време ќорки. Сад ќе да седи во ќорку кој што се некати што у кафана. У кафана. Веќе ја нисам ишao 5 години у кафана, но не ме река сега. Ќути ни си дражио реч. Како му веќе? Так. Кога сме веќе кај овие работи кафани и сите тие работи, видели што се деси ваня на Великден у Кукуречани. Значи ја мислев дека е Монти Пајтон, мислев дека некоја Ја мислев дека скрие на камера. Искрено да видам. пијани Алди ме полицајци. налуѓало како им текна овакво нешто да направи, знаеш малку да направи. Ја мислам нешто. Добра позитивна атмосфера, Да. меѓутоа не било Било вика. вистина, у 4,5 се тепаат, еден ги двои. Па вадење вика пиштули, па полицијата. полицајецот вика полиција. Полицајецот вика полиција, у меѓувреме дури да дое полицијата, локалното население вие ги прави партал, ги Парт, смирува. так. Као бајчиња, да. Мислам- Јас ова го немам сетнато никогаш. Ако на тоа додадеме дека денеска се случи еден немил настан на границата, при обид на влегување на нелегалци, вооружен легалец извади пиштол и е убиен од страна на полицијата, баш на луѓево кои што работат во полиција после она што го видов и после се она што беше примено последниве години на полиција, е многу нормална реакција на оно Кукуречани. 4,5 сабајле. Мислиш, у 4,5 савале? 4,5 сабајле пијани со оружје, човече, она да го прават свесни лица. Дали има застанато наред, може би овакво бе, може бурек чекаме да купат, па сега ако снимало бурек со месо, па со сирење имало. Бурек со месо, со јогурт и со сирење. Така, и може и најверојатно и за тоа да си има Степаново и оне. Не ствар, а стварно ја помислив прво Ако викам. нема Оливер Кјутије, 2 дена. Ама он не е од тука, бе. Он не, да. не е тука, најверојатно не е од државата, исто ко оваа што даде изјава, како се викаше она Славица ли беше Грков? Славица Грковска. Вика овака. Шубаво девојче беше во Топанско поле на времето и нормално. За нели она е како беше она е министер без ресор за сите ресори и да дава да ги кара министрите. Така нешто и се вика Да го министерство. паќа пашлукот темек. Така и се викаше министер да им мафта со прсте на Лошата учителка. Вика, не сум учествувала во управувачкиот комитет, ниту сум била дел од преговорите со Бехтел Јенка, се враќаме пак на Бехтел Јенка, изјави вице-премиерката задолжена за политики за добро владење Славица Грковска. Не сум учествувала во управувачкиот комитет, ниту сум била дел од преговорите. Не. Тоа го водел сосема друг состав на управувачкиот комитет, ниту пак бев во државата кога договорот се разгледувал на седница на влада. Овоа многу ме потсеќа на оноа што го изјави Ќурка, која кажа дека он не бил присутен на седница на влада, која Артан Груби со указ, да не речам, даде наредба на градоначалникот на Радовиш да ја продаде на неговата сопруга земјиште државно по 70 денари. Мислам, овие луѓе дали се свесни дека интелектот на македонецот е многу поголем од колку што мислел? Па не знам што мислат, брат, ама приказнава, значи не бев овде, не знам, премиер. Овоа веќе ги поминува сите граници. Треба персонално сегде да бидеш, нели заменик премиер, тој треба да ти каже нешто. Искрено ја мислам дека дното Вице-премиерка е ова, така? Да, едно вице-премиер. Да ми каже Ово нема у Белграду. секретаријат шој. И дека она не било запозната со работа. Бог да чувај, да брани. Кога да сме Кина, 1.300.000, па не знаеш што се случува. Искрено мислев дека со Зоран Заев беа допрени сите на што може да се допре. Ама ме демантира, да ти кажам. Дупло дно, ме демантира и мислам дека уште го нема допрено дното. Уште кога сме веќе кај дното, уште интересна работа се случува периодов.
со указ исто на министерката за култура Бисера, онаа што беше во Ерусалим со фармерчињата, и со патиките, леле човече. Значи што ме чуди, посме немаме многу време, ама и тоа морам да го искоментирам, значи И имаме време беше. не се мешам во работата на во црковните работи, како некој овде што прати партија во Македонија и ги злоупотребуваат верниците. Меѓутоа, прво е битолчанка, нели? Битолчанки познати се по тоа што се вика во тоалет не одат ако не е дотерана. Така е. Значи кога ти идеш на широк сокак, сите жени, дами се прекрасно облечени секогаш и тоа е позната битола по тоа. Тоа е прва работа. Втора работа, гледам на приеми, на пресконференции, кукла. Нели? Оди во Ерусалим, човече, со свештени лица, влегуваш во едно од најсветите места на христијанството. Не во едно најсветото место. Едно од најсветите, повеќе се да речеме сега, ајде, нели? Секој на различен начин го гледа тоа. Не си. Не е битно да почнеме сега дебата се били нети верски и еваков ти таков, нели, уште тоа не фали. Се пуше тука се немаме поделено. Оди во фармершиња, па со раците, дали има некој проблем женава, сега да не зборам неубаво, нели? Дали не ја сваќа работава, дали не верувам дека е пркос и не верувам дека покажува нешто со тоа. Значи излегува се фали прв пат го донесовме оганот ваму таму, ај Оливер Спасовски, ќе го разберам некако зашо отишол, богословие студирал, нели, нешто допирно имам цела приказна. Мада ако веќе оде во државна делегација, не знам што бара министерот за внатрешни работи. Не, ја прво виде вака. Прво да разграничи. Што бара тој таму? Што у верска работа, христијански празники, нели? Да. Верска работа, што бара државна делегација. Да, црковна треба да го поправи. Значи, што бара државна делегација? Они можат да организираат се и авион, и сите работи можат, логистика може да дадат на црквата доколку сака. Таде ама еве на Ама и не мора. Ама што бара бе, министерка за култура, што бара со ако веќе Ајде за култура, ама види, нека што бара за внатрешни ресурси. ако веќе идеме по таа логика, знаеш кој требаше да биде таму? Кој? Нема ти се верува. Кој? Артан Груби. Зашто Па Артан? затоа што е вице-премиер. Министер за политички систем и односи помеѓу заедниците. Артан. Тоа му е првото звање. Брат, Значи не. ако требаше некој да отиде, тоа беше Артан Груби. Ама ако отидеше тој ќе ошитнеш оганот, брат. Не знам. Ќе ошитнеш оганот од таму од Ерусалим. Ама не По се. пат ќе го поделиш. Што бара Оливер? Што бара Бисера? Да, кога сме бисери, меѓувреме у Скопје се дешава, носи акт жената, со кој што се формира нов джез оркестар во Македонија, што треба да го има, што е многу добро, вика, вие ќе идете во филхармонија. И сега и едни и други викаат, прво, нема место, нема простор. Зашто во филхармонија? Значи, и си тераат од целата таа работа и ги скаруваат две групи на луѓе што не треба с колеги се, добри се, значи имаме прекрасна филхармонија, прекрасен джез оркестар. Значи джез фестивал во Скопје еден од најпознатите. Најдобрите и најпознатите. Значи имаш МКЦ, нели 25 мај, Да. што може да вежбаат Да. луѓето. Имаш еден куп театри што ги остави претходната влада која што ги изгради. Значи има еден куп објекти каде што можеш да ги сместиш тие Филхармонија. Ти во филхармонија ги ставаш да се испокараат. Па значи до нив опера и балет. Значи во опера и балет има простор, филхармонијата е направена за филхармонијата. Така. И сега ги закрвија луѓево што е джез музиката, што е филхармонија, до такви глупости се одеше некој што, значи, еден, не знам, босански, мислам дека диригент од регионов, па джезот е врста на некоја фолк музика, што джезот нема врска со фолк музика, фолк корени може има блузот, ама джезот нема. Блузот дефинитивно има. Така, и ама джезот е джез, интернационална светска музика, и ги закара луѓево на крајот на криштата ване. Јас се сеќавам МРТ во радио телевизија Скопје, ти се сеќаваш сигурно, дека имаше танцов оркестар на народни инструмент, така. Значи во МРТ сместете ги луѓето, сите оркестри таму треба да видат. Тоа е држава, македонска телевизија, тоа треба да продуцира. Ама знаеш дека укина 190 денара. Да, значи јас сум Најголемото многу достигнување- побогат брат, јас сум многу благодарен. Неголемото достигнување овие 7 години владење на СДС е 190 И денара. главната приказна кампања на изборите ти текнува. Да. Ќе укинеме радиодифузната такса од 190 денара. Ева, драг Ване, 21 часот и 1 минута, се залавувавме и до вечерва. Тука негде да се одеваме, пошто нервозни се загреваат луѓе за Лига на шампиони. Па да. А и Димитар нешто не ни е бистар 5 дена. Со право, сега со право. Да. Со право. Така да, човекот да го слободиме вечерва, Оправдано. нека одмара. А со вас се слушаме повторно на едната среда, во исто време, во исто место, во најслушаното радио, Лидер 107,4. Бидете живи и здрави, се слушаме. Поздрав.